на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Делегација од Генералштабот на армијата и Министерството за одбрана, предводена од началникот на Генералштабот генерал мајор Сашко Лавчиски, денеска ќе положи цвеќе во спомен на 8 мина припадници на резервниот состав на армијата кои загина во 2001 година кај местноста Љуботенски Бачила. На 10 август 2001 година со воено товарно возило на пат кон местноста Љуботенски Бачила при активирање на мина животот го загуби 8 припадници на резервниот состав на армијата. Инаку на овој ден се одава почити за Ацо Ангеловски, кој во 2000-та година загина во Арачиново при вооружен напад врз полициска патрола. Специјалниот музичко-сценски спектакл Силно светнал ден по повод 35 години од независноста, првата изведба ја имаше синоќа во Охрид на стадионот Билјанини извори преку музика, глума и танц. Во форма на мултимедијален сценски спектакл согласно најавите е раскажана приказната за 35 години независност на нашата татковина, истакнувајќи ги најзначајните историски моменти, подеми, предизвици и достигнувања во изминатите 3,5 децении. Идејата на целиот проект започна од Белите мугри, стихозбирката на Кочо Рацин, од таму е и насловот од еден негов стих Силно светнал ден. Тргнавме со идеја да се присетиме на се она што е важно во, би рекол, македонската уметност, во поезијата, литературата, во музиката, во ликовната уметност, да биде едно патување низ културната меморија, се разбира со акцент на последните 35 години. Ова е направено за народот да ужива, да се присетиме на некои важни моменти од создавањето на нашата држава. 35 години во демократија се будам. Имам слободен говор, па слободно ругам. Може бегав ко дете од час историја, ама ете, ги знам хероите што ова го створија. Екипа збрана се забавува, се рапува, во кругот е секој што идеали застапува. Инаку во наредниот период караванот ќе посети 11 градови низ Македонија, носејќи ја празничната атмосфера поблиску до сите граѓани. Во вторник настанот е во Битола, во среда во Велес. На 15 август во градскиот парк во Струмица со почеток во 20 часот концерт ќе одржат трите легендарни македонски бендови Меморија, Мизар и Синтезис. Легендите на електронската музика Пол Ван Дајк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август исто така во градскиот парк во Струмица во рамки на одбележувањето на 35 години независност на Македонија. За 1 септември е најавен настапот на славниот шпански тенор Хозе Карерас на площадот Македонија, заедно со македонските звезди, меѓу кои ќе настапат Владко Стефановски, Каролина Гочева, Калиопи, Сузана Спасовска, Наум Петревски, Игор Дурловски и Ана Дурловски. Целиот концерт ќе го придружува оркестарот на Филхармонијата. Кулминацијата ќе биде последниот перформанс на 4 септември на площадот Македонија во Скопје, на кој ќе настапат повеќе од 120 уметници. Музичкиот дел на одбележувањето завршува на 8 септември со настапот на Девид Гета на Скопскиот стадион Тодор Проевски. Инаку беше објавено и специјално видео во кое се раскажуваат големите успеси и настаните за паметење кои се случиле во изминативе 35 години. Лидерот на СДСМ Венко Филипче преку социјалните мрежи реагираше на видеото кое го објави премиерот Мицковски за 35 години независност. Мицковски денес објави видео по повод 35 години независност. И што видовме? Промоција на државнотворната политика на СДСМ. Во видеото е Киро Глигоров. Во видеото се најголемите успеси на Македонија. Во видеото недостатоцот само влезот во НАТО и почетокот на преговорите со Европската унија дело на СДСМ. Се што е позитивно во овие 35 години носи подпис на СДСМ. Затоа во видеото нема место за Груевски, затоа нема место ниту за оваа влада. Мицковски сакаше да се пофали, а всушност покажа кој навистина ја градел државата. Покажа зошто Македонија може да биде горда, пишува Филипче во објавата.
Видеото за независноста има порака која обединува. Штета што и овој пат СДС е на погрешна страна, велат во реакцијата од ВМРО-ДПМН. СДС се лутат затоа што го има првиот претседател на Независна Македонија во спотот за независноста, кој патем е избран консензуално. Зошто немало ништо за НАТО, а се кјутат за промената на името. Протестираат зошто нема ништо за Груевски и премеруваат кој за што е заслужен. А веројатно им е тешко затоа што го нема Заев или друг премиер. Но сепак ова е спот за дел од позитивните страни во овие 35 години. За негативните уште не е снимен, но таму Заев и Венко се во главна улога, а народот сето тоа го памети. Згрозени сме од нивото на политичка култура на Венко Филипче и на начинот на кој политизираат нешто што граѓаните го разбираат, прифаќаат како народна прослава за независноста. Искрено жалиме што СДС нема капацитет да ја види големата слика и да го надмине сопствениот талог. Не сме изненадени, но сме разочарани од тоа што денес представува ова раководство на СДС, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Центарот за управување со кризи објави аларм за сериозна опасност од пожари и можност за нивно брзо ширење. Како функционира системот за предупредување и каде е најголемата опасност од шумските пожари? Високите температури денес не носат само жешко време, туку и сериозно предупредување за опасност од пожари. Според податоците од Македонскиот информацијски систем за пожари, со растот на температурите расте индексот за опасност од пожари. Сител го посети Центарот за управување со кризи, за да провериме каде опасноста е најголема. Ова е мапата на предупредување од пожари за денешниот ден. Може да се забележи дека најголемиот дел од централниот, источниот и јужниот дел се во црвена зона. Тоа значи дека евентуален пожар на отворен простор или во шума може многу брзо да се прошири и да достигне висок интензитет. На мапата јасно се издвојуваат и планинските предели, каде што опасноста е пониска, но токму жештините и сувото време се причина за зголемена внимателност, особено при престој во природа. Каде има најголема веројатност денес да избувнат пожари? Па како што гледаме во мапата, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Штип, Пробиштип, Македонска Коменица, Кочани, Крива Паланка, овие делови денес како лета е со црвено и многу висок ризик за шумски пожари. Оваа мапа покажува една многу јасна слика. Колку повисоки температури, толку поголем е ризикот од избувнување на пожари. Црвените подречја се предупредување дека доколку избувне пожар, тој може многу брзо да се прошири. Токму поради ваквата ситуација, надлежните апелираат на особена внимателност додека престојуваме или се движиме во природа. Опасноста надлежните институции ја откриваат и преку системот за рано детектирање и процесот на ризикот од пожари. Оваа година многу ни помагаат. Вчера имавме пожар у Сопиште и не беше пријавено преку 112, беше лоцирано од камериве и од операториве и веднаш беше координирана со сите други субјекти и со главниот штаб и знаете и вие многу брзо пожарот беше ставен под контрола и беше изгаснет целосно. Колку вакви камери има низ Македонија и што овозможуваат, како ви улеснуваат работата? Значи до сега имаме околу 25 камери, чекаме до крајот на ова недела да ги имаме сите 50 камери, значи ни помагаат многу. До сега имавме 2 пожари преку камерите и многу брзо биле гаснети, затоа што имаме увид дали има пат, дали имаме објекти близу и дали што можеме да употребиме, дали имаме потреба за воздухоплов и слично. Од Центарот за управување со кризи се децидни дека состојбата се следи континуирано, а информациите се споделуваат со институции кои што се надлежни на терен. Мапата на опасност може да се менува во зависност од временските услови, но прогнозите на УХМР не одат во корист на противпожарните служби, земајќи го во предвид фактот дека температури над 40 степени не чекаат и следната седмица. Габриела Лескова, Сител телевизија. Ова беше последната содржина во вестите во 8, следното издание во 9 часот. Пријатно.